Што ќе се направи, што ќе прави владата за подобрување на медиумскиот простор? Поконкретен да бидам, има закон кој е во собранието, но опозицијата има несогласување, но што ќе се презема за да се надмине ова ситуација? И второто прашање, кој мислам дека исто така е битно, во минатото Македонија или во минатото во Македонија имало ситуации каде што медиумите се користеле за политички пазарења. Дали овде може да обекете дека нема медиумите веќе да бидат во таков контекст за фаворизирање или злоупотреба за политички цели или било какви цели? Во делот на медиумите во моментот сме заглавени со опозицијата. Дамјан после може да зборува малку и пошироко и подлабоко на ова прашање, но важно е да знаете што се случува. Поминавме дебата во која што ја истрошивме и ја слушавме експертската фела, медиумската заедница. И добивме пристојно решение, каде што имавме буквално согласеност на сите. И на националните медиуми, и на кабелските, и на локалните, и на регионалните, и на пишаните, и на сите други медиуми. И сега опозицијата го заглави законот. Дневно се дебатира само еден амандман и тоа може до август да трае. Може и до повеќе ако секој ден. Решението е диалог. Веројатно после решавањето на проблемот со името кој што очекуваме во денови се брои, лично јас би се вклучил на претседателско ниво да го изнајдеме решението. Во моментот не е изнајдено решението заради тоа што ако прифативме предлози од опозицијата, ударавме клинч на медиумската заедница. Не сме ние тие што треба да прифатиме вакви предлози, кога медиумската заедница тоа го абсолвирало како прашање. Веројатно, и ако прифати опозицијата, да седне, јас сум спремен со медиумската заедница да седнеме заедно. И со целата одговорност. Да го издискутираме, издебатираме и да се договориме што треба да правиме. Но секое блокирање на законот му троши време на новата шанса која чекат медиумската заедница и медиумите во Македонија. Политички пазарања никој пат повеќе нема да правиме. Нема да правиме, јас сакам соработка со сите на принципиални основи. Има медиуми кои што веројатно беа накострешени што ќе им се случи, гледа ништо не им се случува. Има медиуми кои што чекаат дека сега ние тоа ќе истураме таму со кофи, пари или помош или не бива таа работа. Значи, немаме денар према медиумите, така ќе биде. Да, ќе определиме буџет и ќе го дадеме за пишаните медиуми, мора одржливоста да ја одржиме, секаде е така во светот. Мораме да направиме поголема подготовка на комерцијалниот сектор да ги поддржи самите медиуми, а целото тоа ќе го направиме и преку националниот медиум, Македонската радио телевизија, со што ќе ги тргнеме пари, можностите тој да зима од колачот од приватниот сектор, каде што се рекламира и да оставиме простор за приватните медиуми. Така да, аспектот е јасен на оваа влада. Нека бидат будни очите на медиумската заедница, изборувајте ако видите дека некој нешто се обидува некаде. Нашите ставови се јасни, кристални и чисти. Единствена причина зошто е закочен законот за аудио-визуелни медиумски услуги во собранието не е зашто сме немале комуникација со опозицијата, цело време имаме од кога се вратија во собранието на оваа тема, туку наедноставно има една единствена причина, затоа што една единствена работа што единствено ја сакаат е да ги продолжат мандатите на моменталните менеджменти на Македонската радио телевизија и на Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги. И толку. Ништо друго не ги интересира. За се друго има подготвеност и спремност за разговори, дури дел од нивните амандмани кои што ги поднесува се прифатливи за нас, се што е реално и разумно. Меѓутоа, ништо друго не им е прифатливо ако ова не е дел од пакетот. И во тој дел, ама апсолутно сметаме дека ако тоа го прифатиме, ако тука попуштиме, ако се направи компромис, тоа значи тотална пропаст, нема потреба да се менува законов. Што истите луѓе кои што не донесува до ова дередже во делот на медиумите, ама апсолутно не мислам дека може да бидат дел од решението. Второ, ние политичарите мора да си ги тргнеме нашите раце од медиумите. И не е тука, да му кажам, не што планираме да правиме. Сакам да го донесеме законов и да не се занимаваме со тоа. Не е наша работа.
тие медиумските работници, медиумската фела треба конечно да профункционира саморегулацијата и конечно да си ги воведат правилата за игра. Наше е да му возможиме простор за дебата, механизам да се донесат одредени правила и толку. И да си ги тргнеме раците. Моментално и во МТВ, и во агенцијата постојат ама апсолутно политички инволвирани лица. Поранешни функционери, сегашни партиски функционери, меѓусебно роднински поврзани луѓе. И затоа во сите меѓународни, домашни, секакви извештаи, состојбата со медиумите е таква како што е. Значи, она што можам да го кажеме дека прво не мислам дека ова е битка на власта против опозицијата и во оваа прилика навистина ќе ги повикаме медиумските работници да го кренат малку својот глас за она што се случува во собранието. Ние сме таму, јас сум минимум 2 до 3 дена неделно во Комисијата за транспорт и врски. Медиумите не следат, се тоа убаво се известува, ги пренесуваат моите изјави на опозицијата и така натака, ама толку. Се работи за нив и мојот став е брзината на донесувањето на законот зависи од граѓанскиот притисок кој што ќе го извршиме. Меѓутоа, тоа не е работа на власт. Тоа е работа на оние на кои што законот највеќе ги засега. Ние сме таму, дебатираме, тоа е легитимно, не е ништо незаконски, меѓутоа, навистина, повторно може треба да се отвори дебатата во јавноста на оваа тема, за да самите медиумски работници повторно и предочат и на опозицијата и на опозицијски настроената јавност колку е ова важно прашање. За нив самите. Така што јас верувам дека ќе биде што е можно побрзо на прашањето кога. Со оваа динамика, ако продолжиме како што е сега, оптимистички е дека може би до крајот на август ќе се донесе законот со сериозно залагање, време, капацитет и останување во собрание, наместо се занимаваме со други работи. А навистина еден од законите кој што е и предебатиран, се разговара од 2015 година на оваа тема и секој кој што беше заинтересиран имаше многу шанси да дава предлози, сугестии и така натака. Никогаш нема прифатиме политичарите за затворени врати да се договараме за било што има врска со медиумите и да, ако се договориме дека повторно треба да се отвори законот, да, ќе се отвори, ама ќе биде јавно, со сите на маса и ќе си трае колку што ќе трае. Ама тоа е нешто што треба да кажат медиумските работници.